Жестоки реакции во јавноста за потегот на министерката за одбрана која се сликаше пред символи на УЧК. Социјалните мрежи се преплавени со негативни коментари за фотографиите на кои министерката со градоначалникот на Кичево во неговата канцеларија позира пред знамења и амблеми на така наречената ослободителна војска. Лица од армијата, но и повеќе јавни личности сметаат дека Шекеринска гази по гробовите на бранителите. Вице-премиер и министер за одбрана не реагира зашто во канцеларијата на актуелен градоначалник нема државни символи, знаме и грб. Со гордост гази врз гробовите на бранителите, пишува полковникот Драган Ковачки. Не остана ништо од Македонија. Македонците станаа балкански курди, народ без држава. Ова треба да е министер за одбрана, а не министер за резил, коментира актерот Сашо Тасевски. Шекеринска пак не гледа проблем во тоа што се фотографирала пред символи на паравоена формација која иницираше конфликт во Македонија во 2001 година, во кој загинаа 80 припадници на македонските безбедносни сили. На Фејсбук Шекеринска напиша дека настаните од 2001 се далеку зад нас. Действијата од 2001-та се далеку зад нас. Нашето општество е надмина војната криза на демократски и траен начин, зашто сведочиме денес, 19 години подоцна, кога сме членка на НАТО. Во 2020 година најважно е дали политичарите им служат на граѓаните. Иконографиите не се репер за добро управување, служењето на граѓаните е репер. Фотографии на Дехари и Шекеринска со иконографија од 2001-та беа објавени на Фејсбук страницата и на кичевскиот градоначалник.